Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте во училница. Јас сум професорката Емилија од гимназија Јосип Броз Тито од Скопје и мојата цел, како и на сите други наставници и професори, е да ви помогнам во полесно поимање на новите наставни содржини со оглед на новиот начин на учење. Денешната наставна единица е поврзана со теориите за настанокот на уметноста, вклучувајќи ја и литературата како вид уметност и воедно и науката за литература, како опис на незините белези низ основните дисциплини кои се занимаваат со проучување на литературата од различен аспект. Уметноста постои откако постои човекот, таа е настекаде околу нас и представува една општествена врска со седмицата. Народната литература е јадрото на човековиот културен идентитет. Секоја уметност има собствен материјал со кој ја создава уметноста, а материјалот со кој писателите ја создаваат уметноста е јазикот. Потребата на човекот за убавина е основата за создавање на уметноста. Творецот е човекот, кој уште во првобитното општество почнал да создава. На самиот почеток создавал орудија, облека и засолништа. Но подоцна започнал да создава и дела со кои сакал да предизвика или да покаже некое чувство. Уметноста е духовна дејност на луѓето со која човекот уметник ги искажува своите чувства и мисли и создава еден сосема нов свет, свет на уметничкото дело. При создавање на уметничките дела, човекот се служи со различни изразни средства, движења, звуци, бои, зборови и слично. Уметничката литература, книжевноста, убавата литература можеме да ја наречеме, ги представува светот и животот со зборови, па затоа се нарекува и говорна уметност или уметност на зборот. Самиот термин зборот, литература, потекнува од латинскиот збор litera, што значи буква и представува синоним на поимот книжевност. Литературата, користејќи го јазикот, пишувала за искуствата и знаењата на човекот, неговите доживувања, ставови, размислувања. Литературата представува уметност на пишаниот, изговорениот збор. Почетоците на литературата се дефинираат со почетоците на човековиот род. Голем број на научници се приврзани на така наречената синкретичка теорија, според која што уметностите, односно танцот, музиката, текстот, сочинуваат едно недефинирано единство. Првобитната уметност, која во себе поврзува и обединува повеќе уметности, најчесто текст, музика и игра, се нарекува синкретична уметност. Со самото постоење на човекот, тој започнал да изработува различни орудија и ги усовршувал, не само од практичен, туку и од естетски аспект. Со појавата на говорот и неговиот развој, поврзувањето на гласовите, извици, повторувања, се создал ритамот кој се изразувал и преку танцот, односно преку ритуалот, па така човекот низ игра ги изразувал своите емоции. Со символичкото прикажување на определен обред, првобитниот човек на свој начин го представувал животот онака како што денес го представуваат одделните уметности со различни системи од знаци. Распаѓањето на родовскиот поредок на луѓето значело и крај на колективната уметност и почеток на индивидуалноста во творештвото. Така тука завршува синкретизмот, кој е мощно важен во создавањето на литературата, но остатоците на синкретизмот се чувствуваат и денес, кога новите уметности се обидуваат да спојат повеќе уметности во едно единствено уметничко дело. Од синкретичната уметност, со текот на времето, во зависност од изразните средства со кои се служи уметникот, се создале неколку групи уметности, а тие се всушност просторни уметности, така наречени, во чија група припаѓаат сликарството, чии основни изразни средства се четката и бојата, потоа скулпторството,
чии изразни средства се длетото, каменот, мермерот и други материјали. Архитектурата, каде како изразно средство е градежниот материјал. Потоа следна група се временските уметности, која што ги опфаќа музиката, чии што изразни средства се тонот и гласот, и убавата литература или книжевноста, која како изразно средство го има зборот. Третата група се изразува и создава во времето и просторот и затоа се нарекуваат просторно-временски уметности, а тука влегуваат глумата, говорништвото, играта, филмот и телевизијата. Освен трите споменати групи, постојат и така наречени применети уметности, како што се резбата, килимарството, керамиката, кујунџиството, филигранството и така натаму. Со развитокот на човекот, со неговиот духовен растеж, особено со развитокот на говорот, се јавува и процесот на диференцијација или раздвојување на синкретичната уметност. Во обредните песни, искажувањето на чувствата е лирско, раскажувањето е епски елемент, движењата се придружени со мимики и со извици, односно тоа се драмски елементи. Потоа од синкретичната целост постепено се оддалуваат текстот и мелодијата од играта, па така песната почнува да живее како одделна форма. Првиот пејач кој играл улога на водач на колективното исполнување, станал професионален пејач и поет. Од синкретичната целост, прво се издвоила епско-лирската песна, потоа чисто лирската песна или хорската или солистичката и најпосле се издвоила драмата, која што во почетокот имала карактер на религиозен култ или на народен обред. Уметничката литература или како што уште се нарекува убавата литература го представува светот и животот со зборови, па затоа се нарекува и говорна уметност или уметност на зборот. Во уметничката литература поетот, односно писателот, со зборови создава представи, слики, што кај читателот ги активира фантазијата и чувствата. Наспроти, во научната литература, научникот, за да дојде до научни вистини за светот и за животот, се служи со зборови или поими што влијаат врз разумот на читателот. Уметничката литература на сликовит начин дава знаење за животот, на читателот му причинува естетско задоволство, го учи, го воспитува и на тој начин придонесува за менување на реалноста. На денешниот час научивте нешто повеќе за настанокот на уметноста, литературата како вид уметност и теориите за нејзиното настанување. Наставната содржина може да ја прочитате и во вашите учебници по македонски јазик и литература. Како за крај на денешниот час, имате задача да се обидете да откриете каде се крие уметноста во компјутерските игри, стриповите, графитите, рекламите. Може да направите листа во која ќе забележувате се она со кое се послужил човекот уметник за да ја создаде таа уметност. Ученици, довидување до следниот час на Е-училница, чувајте се и останете во добро здравје.